Од 50.000 диагностицирани во Европа, 23 лица од Македонија боледуваат од ретка генетска болест ФАП, односно фамилијарно амилоидно полиневропатско заболување, кое се карактеризира со тоа што организмот не може правилно да ги исфрла амилоидите или група протеини кои ја губат нормалната функција, се лепат околу клетките и оштетуваат работата на ткивата и органите. Сдруженијето ФАП од Македонија денес заедно со пациентите, матични лекари, врвни професори и доктори од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија одржаа онлайн конференција во Црвениот крст на Виница токму на оваа тема. ФАП болеста е генетско наследна болест, која зафаќа дел од фамилиите на Источна Македонија. Моментално се 23 пациенти на лекување. Сдруженијето ФАП е во комуникација со пациентите, Министерството за здравство и докторите на клиниките за да одговористи пристапот до потребната терапија. Резултатот од нелекувана ФАП е пропаѓање на повеќе органи, а најчесто страдаат срцето, бубрезите и црниот дроб. Има биолошки лек кој не ја лекува болеста, но може да го успери незиното напредување. Главниот фокус на Сдруженијето ФАП од Македонија е подигнување на свеста за оваа ретка болест низ целата земја, идентификација на нови семејства, потенцијални носители на генетски мутации, помош за болните и навремена терапија.